Што е телевизијата ако не е програма во живо, сепак ќе се вклучиме во Министерството за правда, каде што пред известно време почна пресконференцијата од преговорите денешни. Предлагам таму да одиме, па потоа со оно што го најавивме пред да се исклучиме од програмата. Ние сметаме дека специјалното јавно обвинителство треба да биде одделение во јавното обвинителство за организиран криминал на Република Македонија. Тоа е нашиот став. Во делот кој се однесува на позицијата на јавниот обвинител, на специјалното јавно обвинителство, морам да кажам дека не се прифатливи за нас одредбите да тоа не одговара пред никого и не се прифатливи одредбите кои се однесуваат да сам си го создава буџетот, што е неприфатливо во една демократија, еден орган сам да каже колкав буџет има на располагање и при тоа да не трпи никаков надзор од никого. Кога наредната средба? Наредната средба, значи амандманската средба, значи средбата, значи ние во четврток ќе ги доставиме нашите амандмани кои се однесуваат на она што го имаат пропуштено во законот. Иначе морам да ви кажем дека законот е препишен од Хрватска. Многу ми е жал што морам ова да го потенцирам. И како таков, значи, законот има големи правни вакууми кои за сите граѓани не се добри. Значи, тогаш во дел на кривичната правда немаме таков динамичен обвинител, туку ќе имаме еден статичен обвинител кој многу од обврските и надлежностите му се преклопуваат, се во суди и така натака. Ние во четврток ќе ги доставиме нашите амандмани со нашето размислување за разрешување на целата оваа ситуација. Сметаме дека е многу важно за учеството на пошироката јавност на овој закон. Не знам зошто и од која причина, за жал, денеска добив информација дека ниту пратениците во собранието го немаат добиено овој закон, иако ни се тврдеше дека го добиле, испадна дека пратениците го немаат добиено овој предлог на закон, така да не знам која е позадината на целата работа. Што е со составот? На? Со составот на специјалното јавно обвинителство, да не бара сменена. Значи, ние остануваме на принципот специјално јавно обвинителство, значи да биде како одделение. На јавното обвинителство за организиран криминал. Предметите кои ги имаат започнато пред редовните судови до 30 јуни да продолжат да ги работат, а оно што се однесува после 30, значи за нас е и согласно законите, а и согласно меѓународната пракса на судот во Страсбург, значи сметаме дека е нерелевантна истрага. Тоа се мисли дека сите тие докази, значи после 30 јуни може да бидат предмет на незаконити докази. Согласно праксата на судот во Страсбург е огромна. Тие предмети може да паднат во Страсбург и ние како држава може да платиме големи казни за таа работа. Со тоа ние не стоиме и не штитиме никаков криминал, туку напротив, доколку редовното јавно обвинителство смета дека постојат одредени случаи, слободно може да ги отвори, дури одиме и чекор понатака, ние бараме да се отворат и постари случаи и еднашка за секојаш да се стави крај на оваа агонија во која Македонија е ставена. Имате приближување на ставовите околу нешто или ставовите во делот на јавното обвинителство во генерална смисла ни се приближија, но ставовите во делот на специјалното јавно обвинителство не. За жал. Благодарам. Мислам дека ја очекуваме и Рената Десковска да се обрати на пресконференцијата. Ќе причекаме уште неколку секунди да видиме дали министерката исто така која го предводи тимот на СДСМ во овие разговори, да видиме дали ќе се обрати, а ако не, ќе продолжиме со најавениот прилог, па ќе видиме што ќе се случи во Министерството за правда. Режија, предлагам да се вратиме во Министерството за правда, да видиме што се случува таму. За сега сцената е празна. Добро, ако е така, јас тогаш предлагам да одиме со
додиме со прилогот кој што го најавивме на колегата Христијан Баневски, па потоа ќе се вклучиме во што и да биде во Министерството за правда.